Всушност се работи за 10 амандмани кои работните групи успеа да ги усогласат. Зборувам, значи, работните групи во парламентот, значи, помеѓу сите политички субјекти, да се постигне консензус околу тие 10 амандмани и истите беа усвоени. Ова значи дека процесот е откочен и веќе е тргнато кон она што значи конечно усвојување на Законот за јавно обвинителство. Согласно деловникот, значи собранието заседава, во моментов е прекината седницата заради потребата од усогласување и на останатите поднесени амандмани, кои што се значи, од различни политички субјекти, и по нивното разгледување и осогласување помеѓу политичките субјекти, пратеничките групи и владата, односно Министерството за правда, заеднички тогаш ќе председател на комисијата ќе го закаже продолжението на комисијата и искрено се надеваме дека конструктивно и во целост посветено на она што значи донесување на Закон за јавно обвинителство, кој што ќе биде не само во унапредување на борбата против организираниот криминал, туку еден закон кој што ќе биде целосно и поддржан и хармонизиран согласно европското законодавство и ќе ги следи препораките на Европската комисија, дека таквиот закон ќе биде донесен и ќе ставиме крај на сите оние досегашни шпекулации, надмудрувања и крај на она што се надевам, крај на она што значи мешање на политиката во правосудниот систем, односно во третата власт. Лично сметам дека мешањето на политиката во изборот на првите луѓе кои што ќе раководат со обвинителствата би го нарушила принципот на независност. Така да јас сметам дека ние треба да направиме се да што помалку политиката, ако не веќе целосна, али што помалку политиката биде вмешана во кадровските решенија на луѓето кои што ќе работат независно, дали се работи за обвинителството кое што е за борба против организиран криминал и корупција или за редовното обвинителство. Но ќе видиме, ќе се разговара, да ги слушнеме образложенијата, да ги слушнеме мислењата, зашто и како тоа го предлагаат, па на крајот ќе видиме како тоа сето ќе излезе.